Младите се во средиштето на вниманието во следниот разговор. Гостин ни е Зоран Илиевски, директор на коалицијата Сега. 30 полноправни и придружни членки ја сочинуваат коалицијата, која официјално започна со работа во септември 2004 година. Господин Илиевски, со каква цел се формиравте и успеавте ли да ги остварите поставените задачи? Основниот мотив во 2004 година за формирањето на коалицијата Сега беше нашата држава да биде една од европските држави кои што имаат своја политика спрема младите. Во таа насока во 2004 година се обединивме и направивме притисок врз државата, односно врз институциите, за да започне еден процес за изготвување на национална стратегија за млади, која што покасно 2005 година беше усвоена. Понатаму, оно што ние како организации членки на коалицијата направивме план што со усвоениот документ. Нашите заложби и нашиот план за понатамошно функционирање беше да следи процес на спроведување на таа политика за млади и помош и поддршка на сите институции на национално и на локално ниво се цел да го подобриме животот на младите во државата. Успеавте ли во тоа? Се надеваме дека индикаторите кои што покажуваат од нашето воспоставување, од формирањето до денес, покажуваат дека успеваме во најголем дел, бидејќи успеваме да направиме промени на однесувањето на институциите на ниво на држава, но и промени на однесувањето спрема младите и на локалните самоуправи. Бројни се резултатите кои што го покажуваат тоа, од аспект на промени на политиките, односно усвојување на стратешки документи на локалните самоуправи кои што се специфично поврзани за младите, промени на статутите на општините во насока на обезбедување на поголем простор за изразување на младите, промени на политиките на државата во насока на креирање на специфични планови што треба секој министерство да направи за да го подобри своето работење во интерес на младите луѓе. Повод за овој разговор е законот за млади и дебатите кои на оваа тема ги организирате низ земјава. Што покажа досегашните дискусии? Во која насока треба да се креира законската рамка? Повод е законот за млади кој што е иницииран од страна на коалицијата. Сега 2010 година започнаме и на кампања со која што сакавме да ги собереме мислењата на младите и младинските организации широм нашата држава и да предложиме до владата, односно институциите, Министерството за правда да започне процес на изготвување на еден закон со кој што ќе го уреди организирањето на младите преку младински организации и кој што ќе го загарантира учеството на младите во работата на општините и ќе обезбеди простор младите да може директно да дебатираат со министерствата по прашања кои што се битни за нив. Она што во моментов го правиме процес на собирање на дополнителни мислења по однос на предлог законот за млади кој што е повлечен од собраниска процедура, се за цел да обезбедиме широк консензус, да обезбедиме простор за што повеќе млади кои што се заинтересирани за овој закон и се повеќе институции, младински организации за да го кажат своето мислење што треба да се промени од законот. Сметаме дека овие дискусии значително ќе го подобрат предлог текстот, доколку законодавецот ги прифати, се разбира, бидејќи има креативни решенија за одредени членови од законот кои што значително реков ќе го подобрат и ќе бидат поефикасен. Например, од овие дискусии кои што ги имаме широм нашата држава, произлегуваат потребни решенија кои што се во насока на што пофункционално спроведување на законот, или конкретно мерки кои што државата треба да ги превземе за да ги поддржи младинските организации и младите кои што членуваат во нив. Што по изготвувањето на законот очекувате ли поддршка од пратениците и од експертската јавност? Како досега тие реагираа? Во процесот на инициирање на законот ние широко вклучиме експертската јавност. Ангажиравме експерти кои што се во полето на младите, за да го слушнеме нивното мислење што треба овој закон да дефинира и како тој треба да во понатамошниот текст се спроведува. Ги контактиравме експертската јавност, сме во контакт со сите пратеници од сите политички партии кои што имаат мандат во парламентот на Република Македонија и пробуваме да ја наметнеме потребата за негово што поскоро усвојување. Предизвикот кој што ќе стои пред нас како држава, но и пред нас како невладини организации кои што работат со младите е како да обезбедиме спроведување на законот. Ние како држава и како воопшто ако ги анализираме сите закони, гледаме дека имаме добри закони, но паѓаме на испитот кој што се вика спроведување, е да се обединиме во смисла на знаењата
и да направиме услови за негово спроведување. Ние како коалиција сега стоиме со нашата експертиза да понудиме на сите локални самоуправи помош во спроведувањето на законот, посебно во делот на формирање на репрезентативни тела на млади кои што според законот, според предлог законот се викаат совети на млади. И го имаме знаењето, ги имаме искуствата кои што сакаме да ги понудиме на сите општини, се цел за што побрзо да се спроведи законот во делот на учеството на младите во општините. Спремни сме и на владините институции да понудиме поддршка во спроведување на законот во формирањето на националното тело, кое што со овој предлог закон се предвидува. Што побрзо го спроведиме законот, тоа побрзо младите ќе видат користа од законот. И верувам дека ќе постои интерес и ќе постои спремност од страна на локалните и националните власти за да овој закон заживее што побрзо, ако нивни интерес се младите луѓе. Што добиваат младите со законот? Ќе добијат можност прво да бидат препознаени во организациите во кои што работат, во младинските организации, бидејќи досега нити еден закон не ги препознава младинските организации кои што се различни од сите здруженија на граѓани, односно различни од сите невладини организации. Второ, младите можност да го кажат својот глас пред советниците во својата општина. Ќе имаат можност да ги пренесат своите потреби и ќе ги натераат, односно ќе пробаат да ги натераат советниците да креираат политики, одлуки кои што се во нивниот интерес. Многу едноставно и да биде разбирливо. Со овој закон младите ќе можат да направат притисок во оние кои што ги донесуваат одлуките за мерките кои што се носат да бидат во нивниот интерес. Младите ќе имаат можност да бидат прашани дали во нивниот град, во нивното место на живење има потреба да се гради нов спортски објект, нова фонтана или нов парк. Тие знаат што им треба. Возрастните планираат да направат, но не ги прашуваат. Со овој закон ние сакаме да обезбедиме да младите бидат прашани за било кое решение кое што возрастните сакаат да го донесат. Тетовци се чини се најбројни со своите членки кои партиципираат во коалицијата сега. Од Тетово 4 невладини организации и една од ТРЦ. Колку различностите, верски, етнички, културни, образовни, придонесуваат за успешното действување и остварувањето на целите кои ги има пред себе коалицијата сега? Посебно специфичен случај за нас е Тетово, каде што имаме организации кои што доаѓаат во различно место на функционирање и се од различна етничка позадина. Коалицијата сега е простор и место каде што членуваат различни организации и кои што заеднички делуваат. Примерот за Тетово можеме да го рефлектираме еве и со конкретната последна активност која што ја правиме со јавната дебата, каде што секоја од нашите членки зема задолжение да ги обезбеди своите членови или младите за заеднички да дискутираме на проблемот кој што ги имаме пред нас, кој што се вика Закон за млади. И тоа го кажува можноста од заедничко делување без разлика на бојата, верата, националната припадност или етничката припадност на сите кои што работиме и живееме во оваа држава. Сакам уште еднаш да искажам голема благодарност до нашите членки од Тетово, кои што заеднички вложуваат своји ресурси, прават напори за да ги вклучат сите млади во вашиот град, се со цел и тие да ги користат можностите кои што ги нудат нашите програми кои што ги спроведуваме и те како придонесуваат во надминување на етничките разлики и недоразбирање помеѓу младите луѓе. Уште еднаш викам дека во коалицијата сега членуваат организации кои што работат со различни целни групи, дали тоа различни значи целни групи од различна етничка позадина, дали да доаѓаат од различна социјална позадина, но е пример како може заеднички да делуваат. Ова сакам да го пренесам до сите оние кои што работат на полето од Сдружение на граѓани невладини организации и да ги охрабрам да вклучат што повеќе организации од кои што работат со различни целни групи и доаѓаат од различна позиција во нашиот социјален систем. Сметам дека нашето членство во коалицијата сега со организациите кои што се во Тетово дава значителен придонес во развојот на граѓанскиот сектор во Тетово, но дава и значителен придонес од аспект на вклучување на младите луѓе во различни активности, независно дали доаѓаат од македонска, албанска, турска, ромска или било која друга националност. Господин Илиевски, се надевам дека ќе ги остварите вашите цели и успешно ќе го доведете пред пратениците законот за млади. Благодарам вас.